заради раните бракови има малку поголемо осипување на девојчињата од образовниот систем. Меѓутоа, пак од друга страна, доколку го пребродат тој период, крајот на основно, почетокот на средно училиште, мислам дека има повеќе девојчиња што завршуваат факултет. Сликата во Македонија секако е таа дека жените се малку пообразовани од мажите во однос на завршување на факултет, докторски и магистарски студии. Во однос на образованието кај ромската жена, необразованието на ромската жена ја става во неповолна позиција и во однос на целокупното општествено јавно живење, меѓутоа и во однос на домот. И токму затоа имаме и појава на семено, односно родово базирано наследство, кој што исто се изразува и кај ромската жена, исто како и кај другите жени во Македонија. Со тоа што ромските жени, заради традицијата, заради условите во кои што живеат, имаат многу помалку услови да го пријават семејното наследство. Каде ќе оди таа жена?